Мирис на топло лепче се шири секое утро откај читкушева чешма. Тука се уште работи фурната кај Саздо, која е единствена во градов која пече леп на жар и е стара повеќе од 1 век. 32 годишниот Пепи Атанасов раскажува, занаетот го земал од татка си и ја продолжил традицијата која со изградбата на фурната ја започнал неговиот дедо. Со работава сум започнал негде од прилика официјално 6 години, инаку што од мали нозе имам работено, помагано да речем, или ми имаат учено со други зборови. Инаку имам завршено земјоделски факултет, тоа беше пред 7-8 години. 2-3 години барав работа, не успеав никаде да најдам и решив да продолжам со традицијата со нашиот семеен занает. Неговиот работен ден започнува во 2 часот наутро и трае се до 10 кога се продава и последното лепче. Секоја планина си има своја тежина, така да некојаш мора од некои привилегии да се лишиш за да добиеш некои други поволности. Кај ме работата е ноќна, така да јас ноќниот живот, например, тешко, многу ретко го вкусувам, а за тоа време работам, што се вика. Дневно во пекарата се продаваат решиси 80 векни, а луѓе доаѓаат дури од Којник и Тунелот, само за да купат традиционално домашно лепче. Таткото на Пепи, Саздо Атанасов, се присеќа на убавите времиња, кога фурната работела со полна пареа. Се пекло повеќе на малско, носеле лебови, зелници, баклави. Имало една живеачка. Се изменија времињава со повеќе традиција, значи народов почна да купува од повеќе приватисти, едноставно, значи опаѓа занаатот. Не е онака како што било старо време, тога и неселе. И покрај славиот пласман сепак за живеачка има, вели Атанасов. Лепчиња со париче за бадник не меси, освен одма домашното за своето семејство. Не сакам тоа да опуштам се уште, бидејќи сакам да ја задржам самата наша стара традиција. Малку е потешко, бидејќи репроматеријалите, како што спомнав, се малце поскапи, а ќарот, заработувачката, да речеме профитот е минимален. Но се трудиме колку можеме да заработиме. Општина Велес го прогласи Атанасов за најзанаетчија за оваа година. Според него, признанието е само поттик за да се продолжи семејната традиција, во која ја гледа сопствената иднина.